Ниедна битка за слобода не е конечна. Слободата бара постојана грижа и унапредување. Толку и заканите се такви, постојани. Факт е дека медиумските слободи кај нас беа значително подобрени од времето на црните денови на режимот, кога се водеа хајки и битки со политичките неистомисленици, новинари и луѓе од граѓанскиот сектор. Но исто така е факт дека имаме изгрижувачки тенденции во последно време, со намалена транспарентност на институциите, но и повторно наратив на закани код новинари и медиуми, и тоа од највисоките носители на власта. Како да заборавивме дека слободата ни треба кога критикуваме, не кога кимаме со глава. Но оваа тема вечера разговараме веројатно со најдобрите експерти што Македонија ги има. Останете со нас. Дека во земјава има поголема слобода на медиумите од порано е факт и тоа е потврдено од сите релевантни институции кои што ги оценуваат медиумските слободи како јавно добро и клучен фактор за функционална демократија. Оваа оценка ја потврдува Издруженијето на новинари, кое што веќе 8 години ја мери слободата на изразување и безбедноста на новинарите според усогласена методологија со сите земји од Западен Балкан. Меѓутоа, иако е забележан одреден напредок, сепак сликата е далеко од розова. Трендот низ бројки говори дека Македонија споредбено со другите земји што се од регионот, вклучувајќи Србија, Црна Гора, Косово, Албанија, Хрватска и како и Босна и Херцеговина, бележи некои позитивни, би рекол, напредоци, но тоа сепак не се некои значителни активности кои што може нас да не стават во некоја лажна еуфорија дека ние сме најдобрата земја кога станува збор за слободата на изразување. Низ бројки ако говориме, лани бележиме 7 посериозни закани и напади на новинарот, кои 4 се со физички елементи, а останатите 3 се закани по живот вербални. Тоа што можам да кажам низ призма на пракса и трендови е дека кога станува збор за закани кон новинарите, поради тоа што се вршат својата работа, заканите кога се на онлайн се изразени повеќе кон жени новинарки, кога станува збор за физички напади, кога тоа се протести или пак новинари што следат протести на јавен простор, тогаш настануваат оние блиски контакти и имаме физички напади. Како една генерална слика е тоа што иако бројот на напади можеби споредбено со некои други земји останува релативно низок и тоа е еден параметар што Македонија да речеме го има како предност споредбено со другите земји, сепак моментот на неказнивост или моментот на недоволни судски разрешници со правосилни пресуди во полза на новинарите останува како еден голем проблем, бидејќи кога ви имате неказнивост за одредени дела, тогаш има два проблема. Број 1 се стимулира нови напади во иднина и број 2 правдата останува незадоволена и тоа не е во интерес само на новинарите, туку генерално во интерес на целата јавност, бидејќи напад на новинар во вршење професионално на своите задачи представува и напад на демократијата, односно напад на правото на слободно изразување на сите граѓани. Зголемената слобода на изразување е еден од главните адути што како сопствен успех го истакнува оваа власт. И тоа е така, но се додека не се соочи со критичко обсервирање на незината работа. Тогаш, во повеќе наврати сведочевме на неприфатливо поведение од одредени функционери. Искрено не сум сигурен колку се свесни политичарите кај нас во нашиот национален контекст, колку штетни последици може да има, доколку носител на една функција или председател на политичка партија или некој би рекол представник на политичка партија на јавен простор, дали тоа на пресконференција или на јавен настан, започне да омаловажува, да навредува, па дури да се заканува на новинар. Имавме во почетокот на оваа година, само во првиот месец забележавме 5 таков тип на многу непријатни испади, вклучувајќи и од премиерот, неколку министри, председатели на партии, но исто така и пратеници. Дел од тие беа на јавни настани и собери, кај што новинарите практично се на работно место, имаат работна задача, поставуваат прашања кои што се од јавен интерес, а некои тие, да речем, некоректни, непримерни, па дури и непотребни коментари беа и на социјалните медиуми, како профили на овие личности, кои што потоа откако ќе направат таков тип на директен напад на новинар, приврзаниците на тие политички партии или други граѓани се лепат во коментарите и стануваат уште погрди. Ние алармиравме. Тоа за секој ваков напад или испад имавме посебни реакции, имавме разговори со дел од тие луѓе, му кажавме како тоа што они го прават е обратно од тоа што би требало да го прават, бидејќи кај нас ако сакаме да се негува некоја култура на говор, ако сакаме да имаме некој пристоен јавен дискурс, не може да биде одговорноста само на една страна, не може само да се очекува тоа од новинарите и од медиумите. Значи, дискурсот или пак коректноста во јавната комуникација треба да имаат сите чинители кога учествуваат во истата и тука најголема обврска, би рекол, и одговорност имаат и самите политичари, меѓутоа и самите носители на
јавни политики кои што на крајот на денот се плаќаат од страна на граѓаните. Ваквиот однос не само што е обид за дискредитација на новинарите, туку во исто време представува и безбедносен ризик, бидејќи одредени потоа групи или индивидуи може да се поттикнат да направат и секундарно или друго насилство кон новинарите. Затоа не само што алармиравме јавно и алармиравме директно кон нив, туку гледаме и нашите партнерски организации. Знаете, ЗНМ е членка и на Европската федерација на новинари. Тие јасно и гласно ги излистаа сите овие непримерни однесувања на политичарите и на носителите на јавни функции, укажаа дека Македонија, без разлика што може би има перцепција во регионот дека има некој позитивен тренд, со ваков тип на однос може многу брзо да падне долу. И затоа треба луѓето кои ќе говорат јавно и кои ќе се обраќаат на новинарите да имаат почит, дигнитет и да не избегнуваат да одговорат на прашање доколку истото јавноста смета дека од јавен интерес. Кога станува збор за одговарање на критички прашања од јавен интерес, иако оваа влада и нејзините институции истакнуваат дека се исклучително транспарентни и отчетни, сепак Сдруженијето на новинари од исказите на колегите евидентира чести случаи кога администрацијата молчи и не одговара на барањата за информации од новинарите. Ако направиме еден обид да ги споредиме состојбите пример со ситуацијата што е пред 2016 година и во последниве 5-6 години, апсолутно е дека има некоја позитивна разлика, но знаете како Сдружение на новинари никогаш нема да има аплауз дека некој е доволно транспарентен, бидејќи ние цениме дека транспарентноста не може да биде нешто што ќе се чекира како направена работа и толку. Тоа е процес кој што постојано треба да се напредува со цел да им се излезе во пресрет на самите новинари, бидејќи на тој начин директно се излага во пресрети на граѓаните кои што бараат да имаат информации. Кај нас генерално да, перцепција има од тоа што ние работевме ланската година со интервјуа, со прашалници, со фокус групи, дека одредени институции навистина имаат подобрување во својот однос кон новинари, меѓутоа одржуваат и чести брифинзи со истите, искачаат во пресрет со пресконференции тие што се одговорни лица, но сепак има институции кои што имаат навистина и негативен впечаток. Посебно колегите новинари ценат дека не достига она активна транспарентност, посебно на локално ниво, кога станува за институции што се од доменот на локални болници, клиники, локални судови, обвинителства или правосудни органи надвор од градот Скопје пред се смета дека или немаат доволно капацитет или луѓе кои што се одговорни за односи со јавност во функција на портпароли, или пак едноставно не ја даваат таа информација која што е барана. Нормално има и такви негативни примери на централно ниво, меѓутоа многу е поизразено тоа на локално ниво. Оно што сакам да го кажам во оваа насока дополнително е тоа што освен тоа што недостига активна транспарентност во одреден дел од јавниот сектор, исто така имаме и примери кога администрацијата молчи. Што тоа значи? Тоа значи врз основа на анализа која што ја имаме работено со повеќе новинари, имаме забележано дека кога се користи инструментот на барање според законот за пристап на информација од јавен карактер, надлежниот орган агенцијата која што постапува по однос на овие барања во случај кога тие нема се исполнет од страна на давателот, имаме примери каде што одредени општини, министерства, агенции, бироа чекаат до последниот рок да дадат барање и на тој начин влијаат одредена информација да изгуби актуелност. Или пак ќе дадат одговор, меѓутоа одговорот не е доволно добар и на еден начин формално исполнуваат својата обврска, но не одговараат во суштина на прашањата на новинарот и така или се демотивираат новинарите да го бараат понатаму одговорот, или пак можеби едноставно се принудени да шпекулираат, а тоа на еден начин може да води и до информации кои што не се точни, токму поради неодговорноста на одредени институции. Заради сите овие проблеми и предизвици во медиумската фела, неодамна се одржа и протест на новинарите пред владата и собранието, со што се доставија неколку барања до носителите на политики со цел подобрување на состојбите во оваа сфера. Го прашавме директорот на ЗНМ Секуловски што се смени од тогаш. Можеби некој ќе се запраша зошто новинарските здруженија, односно Сдруженијето на новинари на Македонија и синдикатот се инспирираат да има протеста во услови кога Македонија во регионот бележи некои позитивни оценки. Сепак сметаме дека може многу подобро. За жал, оние медиумски реформи во Македонија се разговараат од 2014-15 година, а во голема мера се уште не се имплементирани, иако има неколку позитивни законски измени пред се во делот на кривичниот закон, во делот на законот за граѓанска одговорност од клевета и навреда, каде што дополнителна заштита се нуди на самите новинари и медиумски работници пред се.
Тоа што може би беше како примарен мотив беше токму односот на политичарите и носителите на јавни функции и нивната непочит кон работата на новинарите на јавни настани. Меѓутоа, од друга страна, оние барања кои што ги имавме беше и беа насочени во делот на престанување на така наречениот агресивен пиар или однос со јавност кон граѓаните од страна на одредени владени институции, вклучувајќи и самата влада. Потоа, нешто што се бараше беше исполнување на оној фонд за поддршка на медиумите и на новинарите и медиумски работници, пред се за медиуми кои што оперираат на локално и на локално ниво. И исто така баравме заекнување на механизмите за заштита на новинарите, нешто што беше поздравено беше и усвојувањето на кривичниот закон преку кој сепак медиумските работници добиваат некој друг статус и основното јавно обвинителство во случај кога има напад на новинар ќе биде принудено да постапи и да направи одредена истрага. Како резултат на тој јавен протест, како резултат на овие барања, веднаш потоа имавме и средба на покана на претседателот на Собранието на Македонија, каде што тој ни укажа дека сите останати аспекти од обемот на работа на Собрание да ги упатиме во било кое време, дека ќе имаат разбирање. Тоа беше добар гест, меѓутоа од друга страна, сепак кога ќе го земеме во предвид моментот дека 2,5 години беа потребни во Собрание за да се усвои една едноставна измена на кривичниот закон, нас не ни дава наверба дека кога станува збор за системски измени во делот на регулатива, дека тие ќе се случат многу брзо. Сепак, кај нас верувам дека политиката преовладува кога станува збор за ваков тип на измени и дека интересите на новинарите и медиумските работници не секогаш се взимаат доволно сериозно. Освен средби и консултации со Собранието, имавме и со самата влада, меѓутоа не со премиерот, тој се уште нема одговорено на барањата на Сдруженијето на синдикатот, што навистина индикативно. Имавме средби со одговорните лица за односи со јавност, на кои што му пативме одредени барања и критики кои што се произлезени од самите наши членови. Имено тоа што го бараме конкретно е се што се произведува од страна на владата и на сите останати институции на јавно, на централно и на локално ниво. Без разлика дали тоа фотографија, видео или текст, мора да има јасна ознака дека станува збор за фотографија или за материјал кој што не е направен од страна на новинар, туку е направен од страна на државен или јавен службеник. На тој начин нема така едноставно приватните онлайн медиуми или другите традиционални медиуми да ги преземаат тие материјали и при тоа да се креира една искривена слика пред граѓаните дека тоа навистина се случува, ако таа е таа реална слика. Да, можеби таа слика е реална, меѓутоа ако таа била направена од фоторепортер кој работи во приватен медиум, сигурно аголот нема биде тој и сигурно ќе има некоја доза на критика. Знаете, кога станува збор за вакви материјали, често политичарите или службениците се дадени во најдоброто своје светло. И тие имаат право да го прават тоа, меѓутоа мора да земат во предвид дека мора тие материјали да бидат сериозно, јасно означени со цел да не се манипулираат граѓаните дека тоа е единствениот извор на информација. Слободата на медиумите не е извојувана битка. Редовна пракса се случаите на непримерна комуникација на представниците на институциите и политичките партии со медиумите, слабата транспарентност, лошите услови за работа на новинарите и проблемите со финансирањето. Еден од начините да се подобрат состојбите и квалитетот на новинарското известување е подобрување на законските решенија и нивно усогласување со европските норми, но и јакнење на улогата на саморегулацијата во медиумскиот простор. Според Марина Тунева, медиумски експерт и професорка на Институтот за комуникацијски студии, саморегулацијата значи дека редакциите самоволно прифаќаат етички кодекси донесени од фелата и прифаќаат дека истите ќе ги почитуваат. Тоа е еден збир на насоки за професионално етичко информирање, како што реков и претходно, во интерес на јавноста и кое што подразбира дека се известува на еден одговорен, инклузивен начин во интерес на сите поединци и групи во општеството. Саморегулацијата како таква е особено значајна, бидејќи практично со тоа спречува на некој начин државно влијание или влијание на центрите на моќ во уредувачките политики на самите медиуми. Доколку се почитува саморегулацијата како таква и се учествува активно во процесот на афирмирање и поддршка на саморегулацијата, медиумите си овозможуваат себе си да ја стекнат, градат и одржуваат довербата кај публиката. Саморегулацијата
прилично активно функционира благодарение на формирањето на саморегулаторното тело, Советот за етика во медиумите на Македонија, кое што има се поголемо членство и кое што веќе функционира речиси една декада како такво тело, што возможи на некој начин медиумите да ја препознаат улогата и значењето на саморегулацијата. Се разбира, секогаш постои една групација на медиуми кои што се резистентни кон концептот на саморегулација, не го прифаќаат како таков, или пек се амнестираат воопшто од одговорностите на новинарската професија. Тие не мора да членуваат во едно саморегулаторно тело, меѓутоа треба да се обврзат на професионално и етичко работење. Тунева констатира дека многу често проблемите се случуваат во сферата на онлайн медиумите, каде се забележува голем наплив на дезинформации и лажни вести, кои ја нарушија довербата кај граѓаните и кај публиката. Граѓаните се најдоа во ситуација да не знаат кому да му веруваат. Советот за етика во медиумите заедно со Сдруженијето на новинарите и Стопанската комора на Македонија своевремено, односно пред неколку години, излегува со една иницијатива за формирање на регистар на професионални онлайн медиуми, со цел да се направи дистинкција меѓу професионални и непрофесионални, односно медиуми кои што се држат до стандардите на професијата, ги почитуваат начелата на професијата, се конзистентни во однос на тоа, и оние кои што ги избегнуваат таквите правила. Нетранспарентноста на институциите е исто така проблем за објективното известување на јавноста. Уште повеќе, затвореноста на институциите кои по закон имаат обврска да споделуваат информации од јавен карактер се всушност извор на дезинформации. Најновото истражување на Балканската истражувачка мрежа на новинари покажа дека во Македонија дури 30% од институциите воопшто не одговараат на барањата за информација од новинарите. Загрижувачки е кога се забележуваат и ситуации кога институциите покажуваат нетранспарентност, бидејќи институциите се исклучително значајни во однос на спречувањето на феноменот на ширење на дезинформации. Доколку се тие отворени, доколку им обезбедуваат информации на новинарите навремено, доколку се тука за да одговорат на нивните барања, тогаш самите новинари нема да се најдат во една незавидна ситуација да лутаат, да трагаат по одговори, понекогаш и на погрешни места. Во контекст на актуелните измени во Законот за аудио и аудиовизуелни услуги, Тунева препорачува поголема вклученост на професионалните асоциации за реформите да бидат успешни. Она што е исклучително важно да дојде до израз таквата улога на професионалните медиумски и новинарски организации и издруженија, бидејќи тие се клучни во овој сектор, тие се клучни на ова поле, долго време ги анализираат состојбите, располагаат со бројни анализи, истражувачки сознанија, подкрепени со научни методологии и така натаму, и сето тоа треба да биде земено предвид и да се вклучи во самиот процес. Без вклучување на тој сектор, практично нема да се види во целост ефикасноста и ефективноста на таквите реформи, или пак во најекстремна форма тие не би успеале. Проблемите во медиумската сфера се бројни, но треба да се адресираат со име и презиме и да се решаваат, затоа што на крај на ден здрави медиуми и професионално известување се симптом и за здрава држава. Клучен предизвик е справувањето со дезинформациите, со напливот на лажни информации, пропагандата, манипулациите кои што честопати неретко се случуваат и произлегуваат од различни извори на влијание. Проблем е и прелевањето на таквите содржини од социјалните мрежи во медиумите и со самото тоа загрозување на јавниот интерес и негативно влијание врз перцепциите на самите граѓани. Понатаму проблем се и условите во кои што работат самите новинари. Не смееме да го занемариме и тоа прашање, бидејќи од нив се очекува многу, а условите во кои што функционираат самите неретко не се задоволителни. Подобрување на капацитетите во редакциите, подобрување на доместот, примањата на новинарите, заштита на новинарската професија, ефективна навремена реакција кога се загрозени правата на новинарите, кога се случуваат закани за насилство, кога се случуваат во секојдневието, такви работи, тогаш треба да се види дека државата ефективно и ефикасно навремено реагира. И тоа е секако проблем кој што треба да се адресира, да се поддржува слободата на изразување, да се потикне транспарентноста, да постои една поширока соработка
да функционира само регулацијата како таква, бидејќи е навистина неопходна кога станува збор за подобрување на праксата на информирање на самите медиуми. Има редица прашања кои што се мощно важни погледнато од аспект на новинарската професија, меѓутоа ова се некои клучни проблеми кои што навистина заслужуваат внимание и ефективно решение со навремена координација и вклученост на сите кои што се значајни во овој процес. Повеќе предлог измени на правилата за политичко рекламирање, за да се овозможи потранспарентни и отпорни на странско мешање избори во ЕУ, усвои Комитетот за внатрешен пазар и заштита на потрошувачи при Европскиот парламент. Предлог измените за модернизација и зајакнување на правилата за давање платени услуги за политичко рекламирање треба да овозможат повеќе информации достапни за граѓаните, властите и новинарите, потоа забрана за провајдерите на онлайн рекламирање да вршат микротаргетирање, како и воведување дополнителни санкции за прекршувања и пократки рокови за истражување на наводни прекршувања. Во сериозни или систематски случаи, Европскиот одбор за заштита на лични податоци би требало да има можност да побара од големите онлайн платформи, оние со повеќе од 45 милиони корисници во ЕУ, да суспендираат до 15 дена испорака на таргетирани реклами, обезбедени од одредени клиенти. Со предлог измените кои ги усвои Комитетот за внатрешен пазар и заштита на потрошувачи, се планира и воспоставување на Европски депозитар за политички реклами, во кој мора да бидат депонирани сите објавени политички реклами, а се предлага и да им се забрани на субјектите кои не се лоцирани во ЕУ да можат да плаќаат за политичко рекламирање во Унијата. Процедурата за целосно одобрување на предлог регулативата продолжува на пленарна седница на Европскиот парламент, пошто следуваат преговори помеѓу Европскиот совет и парламент. Нови правила за фер пристап и употреба на индустријски податоци поддржа европратениците членови на Комитетот за индустрија, истражување и енергетика при Европскиот парламент. Со предлог Законот за податоци, намерата е да се зајакнат иновациите со отстранување на пречките што на потрошувачите и бизнисите им го попречуваат пристапот до податоците. Европратениците предлагаат на корисниците да им се овозможи да имаат пристап до податоците што тие ги создаваат, бидејќи според Европската комисија 80% од индустријските податоци никогаш не се користат. Со предлог Законот за податоци покрај другото се дефинира како органите на јавниот сектор можат да пристапат и да ги користат податоците што ги поседува приватниот сектор, кои се неопходни во исклучителни околности или итни случаи, како што се поплави и шумски пожари. Предлог Законот за податоци кој го усвои Комитетот за индустрија, истражување и енергетика ќе придонесе за развој на нови услуги, особено во секторот на вештачката интелигенција, каде што се потребни огромни количини на податоци. 2,8 милиони лица со образование од областа на информатичко-комуникацијски технологии работеле во ЕУ во 2021 година, што е 3,3% повеќе отколку во 2020, покажуваат последно објавените податоци на Статистичката агенција на Европската Унија, Евростат. Според податоците за 2021 година, мнозинството од лицата со ИКТ образование кои се вработени биле млади. По-конкретно, повеќе од 2/3, односно 67,5% од вработените лица со ИКТ образование биле на возраст од 15 до 34 години. Разгледано по земји членки на ЕУ, во скоро сите земји членки мнозинството, односно над 50% од вработените со ИКТ образование се млади. Највисок удел е регистриран во Словачка и Хрватска, каде 82% од вработените со ИКТ образование се млади на возраст од 15 до 34 години, а најнизок во Финска, и тоа 49,5%. Креаторите на политики секој месец носат илјадници одлуки. Овие одлуки имаат големо влијание на градовите, регионите и секојдневниот живот. Меѓународните студии покажуваат дека денес од релевантните податоци за носење соодветни политики за градовите, 80% не се користат. Затоа тим од истражувачи од повеќе ЕУ земји со искористување на пресметување со високи перформанси работел на развој на традиционалниот циклус на носење политики со користење на извори на отворени податоци. По-конкретно, решението е дигитални урбани европски близнаци, односно виртуелна реплика на градовите како моќен начин за визуализација и симулација на одлуки за одредени политики. Па така со иновативното решение може да се симулира што ќе се случи доколку одреден мост, кој е еден од главните пристапни патишта до центарот на градот, биде затворен.
Со вистински податоци, иновацијата може да го визуализира влијанието на сообраќајот, потоа на квалитетот на воздух, како и нивото на бучава и многу други работи. Потоа, ако се знае дека во европските градови има голема потреба од зони со сенка и за одмарање, благодарение на иновативното решение, креаторите на политики и граѓаните може едноставно да ги лоцираат овие зони. Со иновативното решение може лесно да се симулира влијанието на донесените одлуки на благосостојбата на граѓаните многу порано пред одлуките да бидат имплементирани, без никаков ризик, комплетно реверзибилни и поврзани со квалитетот на воздух, мобилноста, бучавата и други урбани фактори. Дигиталните градови близнаци овозможуваат да се види севкупниот ефект на одлуките и тоа на 3D карта и сето тоа да се искомуницира со граѓаните. Со алатката, креаторите на политики стануваат многу потранспарентни и пофлексибилни. Проектот е финансиран и со 4 милиони евра од Европската Унија. Тимот на Агенда 35 веќе ја подготвува новата емисија. Ви останете со програмите на Македонската телевизија и следете на.